четврток, 10 октомври, кратки вести во 12 часот. Во тек се активности за носење нов закон за локална самоуправа, со кој ќе биде уредено и прашањето за можноста за отповикување на градоначалник под определени услови, најави од Охрид министерот за локална самоуправа Златко Перински. Со постојната легислатива, функционерите избрани на непосредни избори како градоначалници нема никаква законска можност за нивно отповикување. Дополнително, со измените на легислативата ќе биде уредено функционирањето на комуналната полиција. Убавините на Охрид и Република Македонија се презентираат на сајмот за туризам во Истанбул. Бројот на туристи од Турција за 7 месеци од годинава го надмина бројот од 100.000 гости, што е мотив за поголеми промотивни активности во овој туристички пазар. Проекцијата за следната година е зголемување на турските посетители на Балканот за 40%. Турците доаѓаат на кружни патувања, додека во Република Македонија туристичките тури го вклучуваат и Охрид, со акцент на културниот туризам. Традиционалните врски со Турција и блискоста со македонскиот народ го зголемува интересот на турските туристи за посета на земјава. Мија Танеска од Македонската традиционална теквондо федерација втора година поред доминира на теквондо интернационалниот надпревар Плевен Оупен, што се одржа во Бугарија. Во финалето победи со технички нокаут и покажа дека е една од најперспективните надпреварувачки во нашата федерација. Македонија ја представува вкупно 4 теквондисти. Покрај Танеска до медал дојде и Христијан Шибаковски, кој го освои третото место во категоријата 10 до 11 години. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Дува умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 24 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.